сте на Кафе со Твоја. Денешни гости се професор доктор Богдан Гогов и професор доктор Гордан Калиџиев. Темата за денешниот разговор е безбедност, полиција и реформи. Што се случуваше, каде сме сега и кои би биле потребните чекори во следниот период кој што ќе треба ги преземе Република Македонија. Во изминатите 18 години извонредно многу внимание се вложуваше во правење реформи, меѓутоа не секогаш после некои од реформските чекори состојбите беа подобри отколку што тоа беше пред да почнат тие. Така што тоа само говори за концептот или за пристапот кој што го имаме кон реформите и што треба тие да донесат. Особено во 2015 година, после извештајот на Рајнхард Прибе, Република Македонија беше соочена со неколку клучни и брзи реформски чекори што треба да ги направи во сферата на безбедноста. И еден дел од тие се случија, меѓутоа прашање е дали тие реформски чекори не нудат одрживи резултати или тие се уште се предмет на проверка, преиспитување или можеби на некои импровизации кои што се правеа. Деновиве се соочуваме со нова изјава од еден од представниците во Европската комисија, господинот Бертолини, кој што вели Република Македонија се соочува со прилично нефункционална администрација, што само говори за проблемите и тешкотиите со кои што се соочуваат граѓаните. Во таа смисла би сакал да го почнем разговорот со Гогов, кој што доаѓа од Министерството за внатрешни работи во еден период каде што работеше, сега од Факултетот за безбедност. Што се случува во делот на безбедноста? Дали овие реформски чекори кои што се прават, всушност соодветствуваат на потребите кои што ги има земја која што е аспирант за влез во Европската Унија и за некој месец во НАТО? Мојот печаток за, да ги земеме, како што спомнате, последните 18 години, автентична некоја потреба за реформа не покажа. Тоа е мојата оценка. Сето тоа се следуваше на иницијативи во рамките на годишните извештаи на Европската комисија за напредокот на земјата, па некако ние тогаш преди извештајот ќе донесевме некој закон, ќе формиравме нова институција за да одговориме на тие барања фактички во процесот на добивање на почеток на преговори. Таков печаток имам и за реформата што од 15-та година се случува во безбедносниот сектор во Република Македонија, затоа што ние се постигнаа некои решенија, се направи исчекори, неспорно е тоа, и може генерално како позитивен исчекор да го оцениме. Меѓутоа, печатокот е следниот. Ние се наоѓавме во нефункционирање на безбедносниот систем, на негово целосно ставање надвор од уставот и законот. Не зборувам само за управата за безбедност и контраразузнавање тогашна, него вкупниот безбедност, значи сите безбедносни служби во тој систем што постојат беа нефункционални, беа на некој начин во своето работење надвор од уставните рамки и законите организацијски што се однесуваат директно на нив. И се добиваше печаток дека државата сама може да функционира, не и треба безбедносен систем. Ова као малку као цинично го кажувам, затоа што тоа се институции кои го влечат буџетот можеби највеќе. Тоа се огромни институции, ако збориме за Министерството за внатрешни работи, армијата и така натаму, тоа се огромни капацитети државата што ги дава. Значи тоа се голем број луѓе што се таму. И целото тоа кога стои, кога не работи, тоа создава страшни последици. Добро, ќе дојдеме по-конкретно во оваа тема. Гордан, соработуваме подолго време и многу долго си присутен во сферата на законските решенија, на Законот за кривична постапка, на кој што интервенира уште од 95-та година и наваму, во смисла да се следат чекорите кои што произлегуваат од, ако можам да кажам, европските процеси и усогласување на нашето законодавство или прифаќање на
политиките кои што во Европа полека се воедначуваат во делот на кривичната постапка и воопшто на казнената материја. Деновиве е актуелен законот за јавното обвинителство и во тој дел се случуваат процеси кои што сите посекуваме квалитетен, ефективен закон за јавното обвинителство, кој што можеби е клучната точка во отпочнување на процес кој што дефинитивно треба да значи некаква стабилизација на чекорите во судските промени, судските измени кои што долго време се најавуваат. Каде сме сега? Кои се оценките за тоа? Каде сме сега и што е тоа што структурно треба да се преземе во периодот пред нас? Ние морам да признам, тројцата подолго време сме дел од целата приказна, од секој сме поделе сметка да укажеме на државните органи за аспектите во реформите кои што значат европски стандарди и човекови права, владење на право. Државата, за жал, нема единствена стратегија, прво кој покрива, да речем, секторот правни и внатрешни работи. Но ова нешто сум му кажувал, искрено да ви кажам, 10 години. Се сеќавам што во Советот за реформи во Министерство за правда, што го водеше Михајло Малевски, друг трет, веќе не се сеќавам на сите министри. И упорно се залагав за оваа идеја, со оглед на тоа што во секторот се поврзани. Особено е многу важна соработката и односите со јавното обвинителство. Тоа беше доскоро важно само во делот на јавната безбедност. Сега малку и неочекувано, јавниот обвинител доби некои задачи во сферата на државната безбедност, што по мене и не е ниту негова работа и носи определени опасности, односно него му е доделено улогата да ги предлага посебните мерки, пандан на посебни истражни мерки во кривичната постапка, како првпат регулирана материја. Иначе на тоа ние сме инсистирале со години материјата за овластувањето на тајните служби да се озакони. За жал не е на ваков начин, преку ноќ со многу контроверзи, како што се направи во последниве решенија, за кои што ние се покажа како држава немаме капацитет ни експертски, ни јавен, ни во новинарството, ни во невладиниот сектор, критички да ги оцениме овие реформи, да дадеме некој принос. Едноставно тие дојдоа на ура и поминаа на ура, допрва ќе видиме дали ќе произведат и какви последици ќе произведат овие нови закони, за кои што видиме дури ни опозицијата не направи. Многу е чудно за една многу транспарентна сфера, еден закон што е релативно неважен, ја би рекол, овој што го спомнете за обвинителство. Има држави што воопшто немаат закон за обвинителство, а функционира обвинителството практично како некој специфичен орган на државна управа. И не носи никакви суштински битни решенија. А за битни работи немало расправа. Едноставно кај нас некако на политичката сцена се оди во реформиве, се оди неорганизирано, со некое помодарство, сега нешто актуелно или модерно, или каде што ќе запнат политичките партии понекогаш без причина. Јас по не знам кој пат ќе кажам дека овој конфликт врзан со законот за обвинителство е непостоечки. Тоа е еден празен балон и во кој што практично со сила се пикаат решенија кои што се веќе решени во законот за кривична постапка. И тоа е дури непристојно и непрофесионално од страна на сите чинители воопшто да расправаат за тие решенија како за спорни. Но така да кажеме, привлекуваат внимание дека многу други работи, како ова за кое што почна и даде мислење и Богданчо, помина на брзина, на нив се работеше експресно и без никакви критики. Имаше можда една расправа на факултетот за безбедност, се пројавија 2-3 експерти, некои од нив подосна
и во 2-3 емисии гостува, нешто ситно и во невладиниот сектор, меѓутоа, кај опозицијата немаше противење, што е Што е чудно. интересно. Ова е другиот сектор, да речем, јавен, веќе подолго време исто се надпреваруваат реформите како поседни, едната во делот на полиција, другата во делот на полиција како јавна сфера и полиција како делот од кривичната постапка. Јас заради таа важна улога на полицијата во кривичната постапка инсистирав тој чадар како и во Европа да биде заеднички стратегии за правда и внатрешни работи. Меѓутоа не поминува. Дали тоа е можно да се направи? Не поминува тоа. Едноставно, прво секторот внатрешни работи е моќен, премногу моќен и за мене тој му е дадено овластување да предлага закони, делот и од безбедноста и други важни закони за човековите права, кои што може би требало да поминат делот нив во Министерство за правда. И е прилично затворен процес. Министерството традиционално кај нас е се уште затворено. Имало периоди на негово отворање, полуотворање. Најзатворено мислам дека беше во времето на Гордана Јанкуловска. Јас добро се сеќавам и кога шала го кажувам во една прилика како име на Хелсиншкиот комитет како долгогодишен партнер на Министерството, со кој што навистина сме извеле заедно или заедно и со ОПСЕ и некои други фактори, ни за обуки, реформиски решенија и законски. Ни одговори дека ние може да го посетиме Министерството само во денови отворени за јавноста, значи за нас тоа отворено. Но тоа беше период што за среќа за нас. Впечаток е дека откако се додели нова надлежност на обвинителството, што беше европски концепт, кај нас прилично брзо се хармонизираа законските решенија, меѓутоа исто така впечаток е дека не се направи по-одлучен чекор, веројатно немаше политичка волја, која што соодветно ќе биде следена и со финансиски можности, да заживее тој концепт не само во законско решение, но и во стварност, што подразбира обезбедување предпоставки за обвинителството да действува во таа нова ситуација, едноставно не само материјални, меѓутоа и оние стручни, ефективни, со кои што обвинителот навистина ќе може да диригира со постапката и едноставно да биде во сервис и како авторитет, но и како помагач на полициските и другите служби кои што ги имаат тие овластувања, да бидат поефективни и да ја комплетираат постапката од првиот момент на добивање на сознание па до обезбедување на доказите. И таа ситуација мислам дека проверува се уште, каде што очекувањата од јавниот обвинител се прилично големи, меѓутоа без можност да се случи таа промена, што е резултат можеби и на неактивност и на самото обвинителство, но од друга страна и на неподготвеност или немање искрена желба на државата да ги создаде тие предпоставки и обвинителството да биде навистина институција која што ќе го гони криминалот и ќе владее со ситуацијата и со службите, односно сервисите кои што ќе ги има од самиот почеток до крај. Тоа се отсликува не само со отсуство на истражните центри или на истражувачи, истражители кои што се потребни, но и пошироко. Кои се вашите размислувања? Дали е тоа еден од клучот поради кој што денес многу од постапките многу бавно се одвиваат, па многу често и се прекинува тој низ на процедури, односно постапки кои што ги очекуваме да бидат комплетирани пред судот и во некој период и пред да дојдат до суд. Значи, ако може да се надоврзам. Бидејќи у одреден период и ја бев вклучен во реформските процеси, во населението се уште го викаме новиот закон за кривична постапка, во еден дел учествував и ја. И тоа што го каже професорот Гордан, дека тоа предпоставуваше малку по-кохерентно реформирање на сите чинители што се во правосудниот систем, што не се ни дел од него, меѓутоа по самото свое работење положба што имаат законска еве како Министерството полицијата, како што таа не е дел, меѓутоа без незе не може.
И спомнавте вие хармонизацијата или тако согласувањето, бидејќи ово е системски закон, не следеше доследно и соодветно имплементирање на одредени 10 години па. Да, 10 години помина. И зборот или поимот правосудна полиција не можете да го најдете во законот за полиција. 10 години не можете да го најдете. Тогаш имаше отпор, затоа што беше една убава, на почетокот една убава работна група со голем број присутни од сите институции, од науката и така натаму, од обвинителството, од МВР. Многу јасно покажа и кажува дека не се слагат од таквиот концепт. Наменување на улогата и местото на полицијата во кривичната постапка да биде функционално, ама и реално, под капата на јавниот обвинител, него да му одговари, за него да работи по негови насоки. Нормално, тоа може по својот матичен закон, што се носители, како Министерство за внатрешни работи на закон за полиција, иако од неговото денонсирање 2006 има 12 измени и дополнувања. Овие 14 години, веќе се еднаш годишно, ова не е за потребно да го согласат и сега. Ние имаме јавен обвинител као Домни Стоитис, меѓутоа каде има алатката, каде се капацитетите. Капацитетите останаа умовено раководени, управувани од извршната власт. Значи реформата не ни почна кај нас, по моје мислење, во овој дел на претходната постапка. Како може да направиме квалитетна реформа во, предпоставено, денеска се обзнанува новиот концепт или новите правила за отпочнување преговори тогаш кога ќе почнат со Европската унија и се стеснуваат роковите, што според мене е еден од добрите моменти на новиот концепт. Меѓутоа, она што останува како предизвик, како ние ќе влеземе во остварување на реформа на било кој сегмент, тоа може да биде полицијата, некој од тајните служби, обвинителството, и да бидеме сигурни дека после извесен период, година, 2, 3, 5, ќе направиме модел кој што ќе сметаме дека е најдоброто што можело да се направи за оваа земја и тој да биде функционален. Научени лекции имаме прилично многу, меѓутоа, што е ваше размислување во тој дел? Гордан? Се работи за една традиционално долга и тешка борба на терен за превласт меѓу, би рекол, законодавната, односно извршната власт, која што лесно ја контролира или има линкови со законодавната, чим има можност да се конституира, нели, како влада и како извршна власт, а лесно има автоматски влијание во законодавната, во парламентот. Меѓутоа, судската власт секојаш им смета. И мислам дека тука традиционално има отпори да се засили судската власт. И од тука, освен риториката кај извршната власт, дека они ќе овозможат независно судство, па сега и независно обвинителство, ние во Македонија до сега уште и не сме разговарале за тоа во кој правец ќе се движи обвинителството, бидејќи обвинителството и во меѓународната, во компаративната сфера е прилично различно организирано и се движи од блиску до извршната власт, до речиси како во Италија и некои други држави, кои што ни се обидуваме да ги копираме како модел заради домашните прилики на голема партизација, каде што се приближуваат повеќе кон независната судска власт или како дел од судската власт обвинители, да, не директно врзани со извршната, па и од таму линкот со полицијата. Морам да признам дека објект и покрај тоа што домашните власти имаат влијание врз обвинителството, со тоа што го бираат главниот обвинител, ние во последниот закон за обвинителство донесен уште 2007 внесовме тивки и битни измени во законот за обвинителство, каде што малку ја разводниме хиерархијата, со цел да се оснажи секој надлежноста и овластувањето на секој обвинител, се сеќавате тие од заменици стана самостојни обвинители, на кои што повисоките веќе не можат директно да им се мешат во работата или многу малку, повеќе неформално отколку формално, значи тоа веќе не е законско овластување, туку е прашање на политички притисок и неформални моќи. И многу земавме подека таа моќ да влијаат директно преку главниот обвинител низ централизмот во обвинителството. Второ, обвинителите и судиите, колку да трпат критика,
и колку јавноста да ги гледа понегативно од полицијата, мислам дека тие се многу поизложени на некој медиумски, да речем, притисок. А ја мислам дека степенот на приврзаност до законот кај овие институции е многу поголема, така барам јас ја ценам и мислам дека е тоа важно за овие односи. По логиката на нештата, обвинителите и судиите кои што се изградени правници, се на некој начин воспитани во духот на почитување на законот. Што во полицијата не е сфера, дури полицајците дури не поминуваат ни класично дел, ни добар дел, ни класична, ни полициска обука, уште помалку правна, и се повеќе научени на послушност отколку на законитост. И повеќе, ке би рекол, имат почитување на хиерархијата и предпоставението отколку на законот, што не е случај за овие две структури. Него спорам генералниот впечаток и Зошто? тоа прашање може и да се дебатира. Може да се дебатира. Тоа е моето видување, дека извршната власт нема интерес да се засили обвинителството. Е доведено малку во чудна позиција, им давате можност да станат многу важен орган со огромни властувања, со огромно почитување. Ке нас обвинителите се уште една категорија на никој не ги почитува. Повеќе го почитуваат полицаец во униформа него обвинител, што не е во други држави. И од таа причина недостаток е нифедна амбиција, не знам од каде доаѓа тоа, да се зафатат за да ги прифатат законските овластувања што им доаѓа и да ги изградат тие капацитети. Значи, капацитетот не само што ќе изгодиме можностите за нивна побрза истрага, тоа го видовме силно прилике, се изгради такви односи во СЈО. Бидејќи СЈО немаше друг избор, не можеше да се подпре никако на Министерство за внатрешни работи, и мораше да ги изгради тие капацитети. И сите признаваат до еден, а кога се споредува, а другите обвинители викаат, ама гледа, они со истражители можат многу поквалитетно да работат. Сега дали СЈО имаше потреба да изгради истражен центар од 100 души, е друго прашање. Меѓутоа, е необјаснливо зошто до сега, за 10 години, обвинителството не е уште сериозно зафатено со имплементирање на проектот истражни центри. Бидејќи тие прво имаат контрола во полицијата, како тие полициските инспектори како нивни асистенти беха. Неверојатно многу поголем број на решени случаи имаат. Ние само видовме во Италија бевме на студиска посета со целен судија и еден обвинител. Во областа Лацио, значи, Рим и околината, не знам, 70 обвинители работат, не знам, искочува прилика 10 пати број на случаи колку нашиве. Секој обвинител има прилика уште еден и до 20 истражители. Сакам да кажам дека 20 истражители нивниот истражен капацитет и капацитет за сработување на случаи 10-кратно го зголемува. Бидејќи не се состои на две институции кои што се сосема поделени и што се комуницира со преписки на кои што се чека одговор месец дена, туку се при рака. Може би тоа беше екстремен пример. Италија е земја која што има и традиција, особено во сферата на правосудните истраги и капацитети. И да не, воопшто нема лесна. Италија има таква мафија и таков криминал. Имала и пракса, меѓутоа традиција и во институциите кои што го гонат што овие нивни успеси врз база на тие нови истражни, да речам, фузиски капацитети се многу позитивен пример. Секако, поготово што Италија е и на некој начин иницијатор на конвенцијата од Палермо од 2000 година, која што можеби означи новата страна или обезбеди нови алатки на глобално светско ниво во превенција и гонење на криминалот. Меѓутоа само едно мало дополнување што ќе се појави на нашата држава Македонија во приштапните преговори кога ќе почнат, затоа што се вика се почнува и се завршува со владење на правото. Еден аспект на владењето на правото е јасна
дистинција помеѓу извршната власт и администрацијата. Тоа кај нас го нема. Кога зборуваме за полицијата, министерот за внатрешни работи треба да е цивилно лице и така натаму, тоа е уставно решение, меѓутоа тој станува овластен службено лице. И сега што се случува? Ако еве со британската пракса, министерот за Home Office за внатрешни работи, тој нема полициско властување, тој си има сосема соодветни законски обврски да се грижи за функционирањето на министерството, за опремување, за кадровско развивање и така натаму, за проценки да се прават, кои се ризиците, безбедност и така натаму. Кога ние го немаме тоа, ако имаме политичар кој е дел на владата, а сега ставаме прв полицајец, тој презема и оперативни активности. Не спојило е во сваќањето на владење на правото, дека извршната власт ќе биде административна темелот на државата, оти управата или администрацијата е тоа. Таа подоба ние не ја дискутираме, не ни размислуваме како може тој исчекор да се направи. Да, се согласувам целосно, поготово што тоа би било и конкретен пример на покажување, на сместување на работните задачи на соодветно место, а не акумулација, преголема акумулација на места кои што се на некој начин остаток во Европа, бидејќи генерално министрите во секоја држава се бават со спроведување на политиките на владата, на надлежностите кои што се однесуваат за институцијата, меѓутоа тие немаат, како што констатира Гогов, тие немаат полициска овластување, бидејќи ниту еден министер во ниту една земја не треба да биде во ситуација да приведува, да апси, да едноставно да се дистанцира од полициските овластувања. Да не се побрза со конкретен превод. Еве со 20 години, за 30 можеме, пошто сум ги следал тие. Секој министер што доаѓа, заедно и со заменикот, создава своји тимови, оперативни тимови. Така. Поставувајќи негови луѓе, најчесто партиски, меѓутоа да не оптеретуваме дискусијата, значи негови оперативни луѓе стават на оперативни мисли и тие него му одговарат. И тој раководи со оперативна акција. Недозволиво и непоимливо, ако сакаме да го направиме. Дефинитивно и тоа и деполитизација и департизација, ако сакаме, ова се почетоците на можноста за такво нешто. Тоа ќе биде едно од првите прашања со кои што ќе се соочиме со одлучување на преговорите. Ние не дебатираме на таа тема. Значи нешто што можеме во овој период да го релаксираме. Се согласувам целосно во тој дел. И еве едно од прашањата кои што ги добивме во очи на овој разговор од луѓе кои што беа информирани за овој настан е Бреженскиот договор е модел кој што го имаме во изминативе неколку години и кој што можеби беше нужност тогаш кога се донесе. Но тој е присутен и денес. Какво е влијанието на Бреженскиот договор денес конкретно во Министерството за внатрешни работи или во другите служби пошироко? Дали тој е во функција на обезбедување подобри услови за работа или е едноставно рамка која што превенира или спречува некои од надлежностите кои што треба да ги преземаат институциите? Моје лично мислење е дека во полицијата или во институциите каде што има иерархија, доминантна важност имаат принципите по кои што се работи. И во таа смисла принципот на единство во раководење е многу битен за да има успех било која акција што се презема. Денес сме соочени со врзани подписи обезбедување кои што за жал се пресликуваат и во оперативната сфера и тоа на некој начин ги неутрализира или ги запалува чекорите. Кои се вашите размислувања во однос на вредноста и долговечноста или потребата од Бреженскиот договор во Република Македонија? Само на кратко, затоа што нешто баш и кога навеќе идејќи си помислив во кој момент го правиме разговорот, во какво во власти, условно кажано, во Министерството за внатрешни работи, па и полицијата е под условно речено две политички лица, министер и заменик министер, кои раководат сега заеднички. Таквите вооружени, како што е полицијата, таа е вооружена граѓанска институција, меѓутоа не е воена институција, меѓутоа вооружена. Таа си бара, како што рековте вие, иерархија, функционирање, јасна наредба, извршување на задачите и така натаму, самостојност во одлучувањето, во одговорноста и тоа, меѓутоа овој момент.
По моје мислење, тогаш ако било нужно таквото формирање на влада пред избори за да се добие некоја доверба дека изборите ќе бидат фер и демократски и дека опозицијата ќе може да наблюдува однатре од извршната власт што прави актуелната власт. Може би после овој изборен циклус ние веќе треба тоа да го заборавиме и да не формираме вакви влади, затоа што тој е кошница и Министерството не работи од моментот кога не работи во пон капацитет, ајде да го речеме така помеко, од кога има нели ова двојствена. Меѓутоа, уште потрошно што мене со години уназад и сум бил сведок и сум го на некој начин малку истражувал со емпиријско истражување е следното. Ние имаме во Министерството за внатрешни работи, меѓутоа и во други министерства, министер и заменик од две политички партии кои се коалиција. Има таму анализа сериозна, не може да се направи затоа што се затворени, меѓутоа едниот се грижи за своите партиски кадри, другиот се грижи заменикот за своите партиски кадри, дури чувството на луѓето е многу интересно. Се одговараат на нивниот. Тоа е како е. Кога ќе ги почнеме Тоа е многу преговорите, тешко прашање. се согласувам, дефинитивно. Функционирањето на Министерството и на полицијата е лимитирано од овој факт што функционира независно од Дефинитивно. пружинските влади. Дефинитивно. Ова е големиот проблем. Се одразува на ефикасност, Ефикасноста чини многу поскапо и не гарантира и не гарантира него Спроведување на законот. клиентелизам прави. да, секако. Еден од проблемите или забелешките кои што и се упатуваат на нашата земја во извештаите на Европската комисија е дека недостасуваат ефикасни и ефективни контролни механизми. Гордан, како да ги создадеме? Споруваш за полицијата? Воопшто, полицијата пред се, ама тоа се одразува и на, ако сакате, и на обвинителството, и на судот. И на судскиот совет. Ние наистина во несредно време изградиме некои од тие механизми, кои не ја сватија уствари својата улога, базирана на вулгарниот став или сваќање на ВМРО, дека демократијата се состои од борба на избори и дека по добиени избори демократијата ќе биде имплементирање на програмата за која што добиле преку сите инструменти. Што не е точно, инструментите на правната држава, најдобар дел од тие посебни органи се функционирање на тој контрабаланс или меѓусебен баланс или критика, ја не знам, немаме усвоен единствен превод на она што се нарекува во странската литература и практика checks and balances за меѓуконтрола на властите, што е суштина на подобана од власта. Значи, бидејќи не е само судската единствен контролор, бидејќи сега во модерно време има многу такви контроли, и јас за тоа и кажав дека имплементацијата на засилбата на обвинителството со истражни капацитети е контрола врз полицијата, бидејќи полицијата бројот на нерешени предмети кои полицијата воопшто не ги пушта во процедура е огромен, значи прилика 50%. Значи едно поместување на тежиштето кое што сега е 50% е практично доминантна неуставна, вие имате неуставна практика дека за 50% од пријавени кривишни или прекршочни случаи одлучила сама полицијата, бидејќи не ги пуштала понатаму. И тука и недостасуваат, кога се разбира за жал и во други многу сфери, недостасуваат соодветни истражувања, за кои нема ни услови да ги изведете. Значи, ако побарате од Министерството, дури и од најосновни податоци, јас сум го направил тоа неколку пати, не одговараат. Некои податоци ги даваат само од основа на пристапни информации, меѓутоа сериозни податоци за истражување сте автоматски блокирани. Дури вчера, завчера го слушам премиерот, доскоро Спасов, како се вика? Одеве Спасовски. Вика, го прашуваат колку има вработено во МВР, он вика дека тоа тајна. Нигде во светот не е тајна, точно се знае колку има луѓе вработени, и тоа дека и нас не било тајна доскоро. МВР има една и сега да се споредува број на униформирана полиција према број на граѓани и слично, си има некои стандардни, нели? Даваме ние
кои работеле заедно со... Не знам дали беше незнање или е тенденција што Министерството секако има на прекласифицирање, значи на класифицирање на работи што не се за класификација. Меѓу другото и отпор спрема истражувања. Такви истражувања фалат и заради тоа што и науката генерално нема фондови, организираност и слично. Е сведена кај нас, знаете дека или се тоа паушални истражувања почетнички во рамки на магистарски и докторски, од кои што нашите докторски се на ниво на магистарски од светски ранг, практично несериозни доволно. И истражувања на невладен сектор кои што се исто така проблематични. И тие се, да не речем, најголемиот дел, да не речеме единствени истражувања за оваа сфера во која што ни требаат податоци, меѓу другото и како функционира власта. Ние сега немаме ни концепцијски решено, јас бих рекол, добар проект. Вие спомнавте, еве во на почетокот реформа во безбедносниот сектор. Значи, ние рековме не сакаме повеќе партиска тајна полиција, а нема концепт како се изведува департизацијата, кој ќе го утврдува интересот. Јас се сеќавам прв пат од Богданчо ги слушнав пред 10 години тие тези дека треба да се изврши реформа, кој е тој, да не е политичката елита, да изслуша тајните служби, кој е тој што ќе го формулира општиот интерес, врз кој што ќе работат тајните служби, кој ќе ги определува нашите стратешки партнери и така натаму во таа сфера. И уште потешкото прашање што го загатнати, на решавање на меѓуетничките работи во овие сензитивни прашања од безбедност. Ние за жал ги решаваме, ги станаме под тепих и се решаваат на најлошиот можен начин, а тоа е на договор меѓу политичките елити. Не само во полиција, туку и во судството. Значи точно се знае. И тоа не е променено ништо, за жал. Шарената револуција се обиде да направи некаква реформа. СДСМ ја вети, на која дојде на власт, работите останаа исти. Наспроти приказката за судските совети, ден денеска политичките елити одлучуваат кој суд ќе биде чии, кај ќе биде председател македонец, кај ќе биде албанец, значи тоа воопште не е оставено на овие тела од самоуправата. Добро. И тоа влијание дека сега со коруптивната моќ и начинот на кој што функционираат политичките елити во партиите, кој што ја ги оценувам како главен извор на високата корупција, е дека тие не одговарат пред никого. А посебно албанските. Да не објаснувам се и да не исклучи тоа дека се на база на некаква дискриминација, но една многу деликатна сфера што е важна, што никој не ја решава. Значи, еден вид некакви феудални, да не речем, односи вдатре, на поделеност на општеството и на институциите, на двовластие. Го имаше тоа, сме го гледале во Правда до скоро, кога беа двајца министри. Пржинова веќе друга приказна. Пржинова исто мислам дека беше убав механизам за обезбедување на фер избори, меѓутоа беше во услови каде што конфликтната ситуација визави власта на Груевски, која што тој релаксирачки не сакаше да ја напушти, беше очигледно дека штом Груевски ќе изгуби власт и ако ја изгуби, дека почнуваат судски процеси према него и неговата партија. И тука мораше да се најдат дополнителни механизми на доверба и на кој знае што се е договорено, зашто многу работи испаднаа вака како што испаднаа, за мирно примопредавање на власта. Ја мислам дека други услови немаше тоа. Ако сме при Пригласуваме, ако сме при крај разговорот. Мене, кога ги зборуваме реформите и желбата за да државата живе по-безбедно, по-хармонично, економски да се развие, така ми е основно субјектот. Секогаш ме интересира субјектот, каде е, што ќе го покрене тоа целото. Таа енергија што ја покажа шарената револуција, а многу години пред тоа една личност успеа да за 6 месеци 180.000 гласови да добие на изборите, за потоа 6 месеци да не постои таа политичка партија. Значи, издишена енергија. За шарената револуција, тој ентузијазам што го покажа луѓето, барањата што ги истакнува, упорноста со која
го водеа тој процес на така наречената шарена револуција. Кои што беа нормални барања. Нормални барања, Основно. значи, тоа е енергија. Тоа луѓето ја покажа. Отеднаш таа енергија некој ја потроши, еве груп ќе бидем за лични цели за опстојување на власт. Новата таква енергија дали ќе има, ние сме мал народ. Дали ќе има новата енергија, затоа што промените и субјектот на промените може само така да биде. Која ќе граѓаните која сепак по-интензивно учество, и ја би сакал решим овие избори да бидат и такви каде што нови, можеби идеи, нови партии или како да го кажам, така издруженија дури на граѓани би се појавиле со своји програми, со своја енергија нова, па да привлечат внимание. И двопартизмот во Македонија, што живееме 3 години ВМРО СДС, можеби 3 години? 30 години. 30 години. 30 години. Да. Што го живееме, тој двопартизм. Тоа, они сте сега отприлike пола-пола, по 15 години. Или како се веќе не е битно. Значи тој и тој ние за политичкиот систем и за состојбите во политичкиот живот не беше ни темата, меѓутоа тоа е предуслов и за безбедност. И можеби еднаш онаа ја дека сум поводрасен, она прв собраниски состав, кога имавме независни пратеници, беше најплодниот парламент и најнезависниот парламент, по моја мислење, и со најголем ентузијазам, и многу тешки и клучни законски решенија од устав и така натаму ги донесе, значи не со доминација од 61 или 80, него со дебати, со разговори, со учество на поединци кои беа независни пратеници. Такво едно собрание би посакував, например, за Македонија во интерес на сите населени. Го привршуваме разговорот, имаме неколку прашања што добивме, еве само две за крај. Како избега Груевски? Лесно. Моето убедување е дека е договорено уште во рамките на пржено, веројатно. Добро. Деновиве, за жал, неколку од полицајците се жртви при полициски интервенции. Како може да се едноставно да се спречи полицајците да бидат предмет на насилство од криминалци или од други структури? Не може да се спречи, тоа име работа. Како тој ризик може едноставно да се Значи, менеджира? полициската работа е со тој ризик и затоа е овластено службено лице, затоа е вооружено, затоа треба да биде обучено, да му се овозможени услови за едукација и за себе заштита, за да може да ни пружи заштита на нас граѓаните. Мене, бидејќи сум поранешен приватник, секој е таков инцидент некако ми влијае лично, го доживувам и лично, затоа што колега, без разлика што веќе не сум е таму. Меѓутоа работите не се едноставни и компликувани, само ќе спомнам сега на кратко настанот што беше во Александар Палас, каде што имаше полициски службеници и пукање. Улогата на тие полициски службеници е многу интересна, не е рачистена до крај и оттаму сега човек да дојде до сомневање зошто баш тој полициски службеник, зошто баш тие во Велес одред джепчи да барат пред Свети Спас и така натаму, какви биле нивните врски со овие, како овие ги пропознале биле цивили. Постојано после оние настани што беа дивле населе и така натаму ми се отварат овие прашања колку во тие трагедии полициски, поготово 10 колеги кои изгубивме во дивле населе, тоа така помина. И ја немаше онаа шарената револуција, ја бараше истрагата за вистината за дивле населе, не ни пробавме да одговориме институционално овие 3 години. А ние во 8 полицајци и 10 граѓани. 18 млади, Да, се млади луѓе, родители дефинитивно, со фамилии, дефинитивно. со овако без разлика, колегите, мене ми се као лично го сваќам, а граѓаните другите што беа исто така. Па ние во конфликтниот период што не го дефиниравме 2001 година, немавме таков трагичен ден. Со толку починати години. И тука ни се разводни таа енергија во народот што ги бараше тие одговори, за да не ни се повторуваат. Добро. И благодарам, иницииравме можеби прашања за некоја следна дискусија. Благодарам за времето и за споделените Благодарам за поканата. размислувања. Има уште многу нови директиви што се донесени од оваа полициската сфера што стојат пред имплементација. И ја мислам дека за нас е многу важно да го фатиме возот за пристапните преговори за да одиме Да тргнеме. по европските стандарди и инсистирање врз нивна имплементација. Ако се затвориме во нашиот балкански услови, мислам дека ќе станеме опасно место за живење. Благодарам.